Почитувани граѓани, денеска повторно поскапеа горивата, иако премиерот ветуваше дека тоа нема да се случи. И тоа значи уште еден нов удар врз стандардот и ново покачување на цените. Премиерот и неговата влада се уште одбиваат да ги прифатат нашите предлог мерки, да се укине ДДВ-то на храната, со тоа храната која што значајно поскапе, може да поевтини, да се намали ДДВ-то на горивата дополнително на 5%, тие тоа не го направија, напротив, и одбиваат да ги преполуваат цените на патерините, со што значајно ќе им се олесни животот, функционирањето, патувањето на граѓаните. Премиерот одбива да воведе било какви мерки за било која категорија на граѓани, ранливи категории, пензионери, студенти, земјоделци. Истовремено одбива да зголеми минималната плата. Синдикалната кошничка значајно поскапи изминатиот период, за април е скоро 69.000 денари, за 4 месеци е зголемена за 3.300 денари. Се е поскапено, буквално се, а граѓаните се посиромашни. Европа отворено најавува економска криза. Да се прифатеа мерките кои ние ги предлагавме, сега немаше да има толкав раст на цените на сите продукти, а стандардот на граѓаните ќе беше заштитен. Со Мицкоски се случува буквално економска катастрофа. Економијата оди надоле, сиромаштијата расте, работните места исчезнуваат и инфлацијата силно забрзува. Според последните индикатори на Државниот завод за статистика, стапката на сиромаштија во првата година од владата на ВМРО е 21,9%. Толков е процентот на граѓани кои живеат под прагот на сиромаштијата. Значи, секој пети граѓанин во државата. Кај многу члените семејства, состојбата е уште поалармантна. Дури 54,8% од овие семејства живеат во сиромаштија. 45,8% од самохраните родители се сиромашни. Кај децата и младите до 17 години стапка на сиромаштија е 29,5%. Инфлацијата забрзува во март 26 4,9%, што е значајно повисоко од еврозоната, каде што е 3% во април 26 година. Буџетот е во сериозна криза, дефицитот веќе достигна 408 милиони евра, за само 3 месеци се реализирани дури 63% од вкупно планираниот дефицит за цела година. Приходната страна едвај нешто околу 20% од реализација. И оваа буџетска дупка значи само едно, а тоа е нови задолжувања. Според официјален податок од 34 на Министерство финансии, покажува дека само во овој квартал Мицкоски има креирано екстра нов долг од 700 милиони евра. На крајот на март, вкупниот долг изнесува 10,7 милиарди евра. Лагите дека оваа влада се задолжува само за да враќа стари долгови е практично демантирана со овој податок. Бидејќи ако е тоа така, односно ако се задолжуваат само за да враќаат стари долгови, тогаш вкупниот јавен долг би се намалил или би останал ист. Вистината е дека само за овие 2 години расипничко владење, јавниот долг во нето износ или после враќањето на доспеаните стари кредити, Мицкоски кумулирал нов долг од цели 2 милиарди и 300 милиони евра. Тој го почна мандатот со наследен долг од 8,4 милиарди евра, а на крајот на март тој е 10,7 милиарди евра. Значи, Христијан Мицкоски као премиер го зголемил долго за 26% за само 2 години владење. Министерката за финансии, која предвидува крах на европските економии, треба да му соопшти на својот шеф дека банкротот тропа на нашата врата. Лажната бројка дека овој долг е под 60%, тој е некаков замислен бруто домашен производ, е само манипулација. Сите тие кои што се во оваа сфера, професионалци и експерти, оперираат со процент од 63.
И што е пострашно, во овој долг досега што го соопштив, не влегуваат новите кредити од скоро 200 милиони евра за ЈПДП и за ЕЛА. Мицковски го менаџира буџетот како купи ден продај. Се задолжува без стратегија, без план и без никаква грижа колкава сума на пари утре ќе враќаат сите граѓани. Што е важно? Важно е само да има пари за нивните криминални тендери. А за граѓаните нема пари од 600 евра минимална плата, нема пари за мерки против поскапувањата, нема пари за ранливите категории на граѓани, нема никакви субвенции ниту за земјоделците. Во индустријата, која е столб на економијата, се губат работните места. Работниците се отпуштаат од работа. Тоа е вистината. Според Државниот завод за статистика, само за една година бројот на вработени е намален за 2,8% или во апсолутна бројка изгубени се околу 4000 работни места само за една година. Односно во март 26 година е намален бројот на работници во индустријата споредено со март 25 година. За 60% е намалено нивото на странски инвестиции во држава, поради недовербата во владата, нереализираните реформи и секако влошената деловна клима. Каква трета економија во Европа, каква некаква одлична кондиција на буџетот, нема пари за ништо, луѓето живеат се потешко, економијата се распаѓа. Мицковски ја води владава као дилетант во економска, финансиска и социјална бездна. Почитувани присутни, денеска го одбележуваме и денот на македонскиот јазик. Јазик кој е целосно признат во Фронтекс во 2022 година, првиот официјален договор во Европската унија потпишан на чист македонски јазик, без фузноти, без објаснување, без звездички. Во Преспанскиот договор во 2018 година експлицитно е наведено дека македонскиот јазик е дел од јужнословенската група јазици и е признат уште у 77 година од Обединетите нации. Во Европската унија македонскиот јазик е официјално признат во преговарачката рамка. Во Обединетите нации, сите други меѓународни организации и секако билатерални договори. Македонскиот јазик не е на продажба и тој не е никако загрозен. Сепак, Христијан Мицковски продолжува со својата стара кампања, намерно создавање паника и лажно бранење на идентитетот. Зошто тоа го прави? Затоа што му треба изговор. Нема ниту една реформа, нема мерки за граѓаните, нема буквално ниту еден резултат. И во исто време, кампања на медиумите под контрола на Орбан против СДСМ, затоа што ние ги поддржуваме европските интеграции. Наративот повторно е ист, предавници. Па сега кога граѓаните ќе ослушнат ова, нека се сетат на неговите ветувања, дека ќе го укинеше Преспанскиот договор, дека ќе го праќаат името. Толку од предавниците и нивната кампања да се прикажа така. И затоа мора постојано да создаваат вештачки проблеми, да го блокираат европскиот пат и да претворат Македонија у слепо црево на Балканот. Најсвежиот пример метежот на границите со новата мерка од Европска унија. Наместо Министерството за надворешни работи да се обиде да го реши проблемот, луѓето кои патуваат надвор, премиерот порачува летувајте во Македонија на наши езера и планини. Исто како што лажеа за камионџиите, се е решено. Па сега истото го прават и за сите граѓани. Министерот разговарал со некого од ЕУ и толку. Толку за сериозна европска политика. Премиерот не решава проблеми, тој ги создава за да има изговор зошто не се исполнуваат реформите, зошто не се внесуваат малцинствата во уставот и зошто ние стоиме во место. Македонскиот јазик и идентитет никако и од никого не се загрозени. Се уште не е формирана влада во Бугарија, а Мицковски веќе најави за острување на односите и дека немало да има напредок. И за тоа започна нова кампања за создавање вештачки конфликт со Бугарија,
за да може потоа да објасни дека нема напредок во европските интеграции поради бугарите, а не поради неговата неспособност и одбивањето да ги исполни реформите. Истовремено ветува дека до јуни ќе ги реши сите 8 преостанати точки од реформска агенда, иако за 2 години не реши ниту едно. Ја нема решено ниту првата и клучна точка, а тоа е внесувањето на малцинствата во уставот и при тоа јасно кажува нема да отстапи и милиметар. Малцинствата во уставот не се бугарско прашање. Тие се европско прашање. Затоа што не се внесуваат само бугарите, се внесуваат и други малцинства. И сето тоа се елементи за правење намерен конфликт за да не продолжат реформите и за да не продолжи интеграцијата. Зашто ако продолжи интеграцијата, некој од Европската унија ќе дојде тука и ќе ги контролира текот на парите, тендерите, трошењето. Тогаш за криминал и корупција ќе треба да се одговара пред европските институции. Јасно е, нема европска интеграција, има само намерна изолација. И тие се загрозени од политиката на премиерот кој ја изолира земјава и ја остава без иднина. Но, му порачувам, доаѓа времето на правда, на вистина и на одговорност. Благодарам. Добро, како вие се чувствувате како македонец? Како Бугарија ви го загрозила идентитетот? Како ви го загрозила идентитетот? Кажете, како ви го загрозила? Дали вие поради нечии размислувања и така натаму се чувствувате поинаку? При тоа, Бугарија нема апсолутно никакви. Видите ги документите кои што се пред нас на масата за да продолжиме европската интеграција. Како ние се чувствуваме загрозени? Кажете една работа. Како ние се чувствуваме загрозени со тоа што треба да ги ставиме бугарите во уставот? Никогаш не го негирале македонскиот идентитет. Само момент, се извинувам. При тоа што ќе се стават бугарите во уставот, што е европско барање, воедно и Бугарија тоа го бара, па се прави јасна дистинција меѓу двата народи. Како ни е нас загрозен идентитетот? Објасните. Кога утре ќе има бугарско малцинство и македонски народ. Тоа е првата работа. Второ, тоа на што треба да се информира реално јавноста, објективно, а не да учествувате во пропагандата на премиерот, на креирање внатрешни непријатели, лажни вести и така натаму и да креирате непријатели од соседите, бугарите и грците, зашто не е тоа у духот на добрососедските односи. И не носи добро никому, освен на малата група на власт околу Христијан Мицкоски, затоа што искористуваат народни граѓански пари. Тоа е суштината на целата оваа кампања. Значи, ако има бугарско малцинство, сосем различно од македонскиот народ, како нашиот идентитет е загрозен? Следно, јазикот. Како е загрозен? Каде е се? Јазикот потврден во Обединените нации, во Европска унија. Јасно стои македонски јазик. Отворите ги листата на јазици во Европска унија, ќе видите македонски јазик стои. Нема објаснување, не е загрозен, нема звездичка, некој дополнително објаснување, нема ништо. Подпишан договор со сите земји членки во Европска унија на македонски јазик. Како е загрозен сега јазикот, кажете? Точно е дека има свои видувања различни за историјата, ама за тоа има историска комисија која што решава, пазите, со консензус. Значи не може нешто да ни наметнат ако ние имаме различно гледање од бугарите. Како што има историска комисија која што со децении работела меѓу Германија, Полска, Франција и така натаму. Значи ако со внесувањето на бугарите како малцинство во уставот се прави јасна дистинција од македонскиот народ, значи не е исто. Ако имаме договор подпишан на македонски јазик од сите земји членки на Европска унија, значи јазикот не е загрозен. Зашто не им ја оставиме историјата, нека дебатираат историчарите, ние да гледаме иднината? Престанете со оваа пропаганда. Антиевропска е пропагандата. Немојте да ја спроведувате пропагандата. Значи тоа е пропаганда која што не држи во место, намерно, поради тоа што Христијан Мицкоски и ВМРО не сакаат да одиме напред во Европа, затоа што не сакаат реформи, затоа што не сакаат напред. Гледате како имаат спин за секое прашање. Имаме проблем, секој ден нов проблем има камионџите, са сите граѓани имаат проблем на граница. Гледате како не може да слободно се движат луѓето. Летувајте дома. Па тоа ли е одговорна влада која што треба да се бори за своите граѓани? На ниедно поле нема напредок. И сваќате ли дека 2 години ништо не се случува? Ништо не се случува. Што се случува? Лови Христијан Мицкоски, внатрешни предавници, мекотели со некаков непристоен уличарски речник, кој што е речник кој
Каков не користи ниту еден пример. Ама мафијата доаѓа од улица, затоа му прилега. Ето, тоа е вистината. Не е пропаганда, како ќе кажам, бидејќи заедно има напад кога подмедиуме, бидејќи јас во Бугарија има наставот дека пред 44-та македонскиот јазик бил бугарски дијалект, а дали таа историја комисија утре може би, ако немаме договор за непрепрашање кој што Бугарија го сака, може да блокира на тој европски пат. Гледате. Добро. Ако меѓувреме се отворат преговорите и при тоа ништо не е загрозено, вие се согласувате дека не е загрозено. И се стигне до европските фондови и продолжиме напред и така натаму, нека дебатираат историчарите. За некои работи не мора да се договориме. За некои работи не мора да се договориме. Меѓутоа, никој од Европа нема да дозволи блокирање на непринципијална основа. Никој. И тогаш ќе седиме на европската маса со сите европски земји и тогаш сите ќе гледаат. Значи, не ширете пропаганда. Оваа пропаганда да се идентификуваат внатрешни непријатели, надворешни непријатели, е само за да се најде изговор од страна на премиерот за да нема напредок. Тоа е суштината. Во рамките на партијата или? Во рамките на партијата или за какви избори станува збор? Па не знам за какви избори станува збор. Ја слушнав изјавата. Претпоставувам дека станува збор за парламентарни избори, затоа што снемува пари. И веќе не може да делат пари за партиски тендери на блиски луѓе околу него и така натаму, и нема што да прават сега. Јасно е дека повеќе со овие методи на овој начин долго не може да се владе, поради тоа што ги разобличуваме. Нивните лаги, ги објавуваме нивните криминални тендери, ја разобличуваме нивната лажна патриотска политика, се со цел да седиме тука во место и да нема никаков напредок, ништо за граѓаните да не се случи, освен за малата група околу Христа Мицкоски. Ниф им е добро. Ниф им е многу добро. А дали вие како опозиција се консултирате во врска со граѓаните? Гледайте, ние сме спремни за избори кога и да се случат. И ќе ставиме крај на оваа власт. Затоа што е криминална, најкорумпирана у цела Европа, и затоа што е антинародна, антинационална, и затоа што не се грижи никако за еднината на државата и на граѓаните. И ќе ја вратиме власта во рацете на народот. И тоа одговорно ви го кажам. Имавте пред некој ден како партија пресконференција со барање за обвинителството да го истражи кредитот од Унгарија. Дали поднесовте некакви документи околу ова прашање? Може ли малку појаснување зошто е толку спорно, доколку парите биле откинати преку Унгарија? Добро, тоа е прашање кое што кажуваме дека е интересно да го прати јавноста, меѓутоа и обвинителствата. Поради тоа што имаше многу нелогичности, дозволете сега да ги повторам. Станува збор за кредитот од 1 милиарда евра, за кое што Христо Мицкоски кажуваше дека доаѓа од европска земја. Но и анализите тогаш кои што ги извадивме од банките, укажа дека потеклото на парите е всушност кинеско. Ова прашање сега го актуализира новиот унгарски премиер Петар Мажар, кој што најавува обелоденување на многу детали на кои што и на унгарската јавност не и биле достапни и не им биле јасни. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе се постои прашањето. Како? Повторно ќе се постои прашањето. Како нашата влада, уште не формирана, да ве потсетам, после победата на изборите у 24-та година, отидоа кај Орбан? Дали тогаш договарале кредит од 1 милиарда евра? Второто прашање. Каде завршиле провизиите од тој кредит? Според познавачите и професионалците во банкарскиот сектор, провизија на кредит од 1 милиарда евра може да изнесува неколку десетици милиони евра до 100 милиони евра. Тоа не го кажуваат нас експертите. Дали некој земал провизија? Следно прашање. Зошто се зема кредит? Да се финансираат само одредени компании, економски субјекти. Зашто сите ние да плаќаме од нашите даноци пари кои што ги субвенционира компаниите кои што ги земале дел од тие кредити? Зошто? Зашто некои други компании кои што не земале кредит преку своите даноци плаќаат кредити за други компании? Каде е тука логиката? Дали честото одење на авионот у Будимпешта е поврзано со кредитот? И тоа е прашање кое што ќе се отвори многу скоро во Унгарија. Така да многу нелогичности
околу тој кредит, меѓутоа ќе покаже времето. Уште едно прашање на оваа тема, бидејќи откако се случи тој пресврат во Унгарија, многу често го спомнувате новиот премиер Петар Маѓар. Иако партиите ви се идеолошки спротивни, дали можеби до сега оставивте некаков контакт со ова нова власт во Унгарија со оглед на врските кои што ги имаме меѓу двете држави? Да, ние врски традиционални никогаш не сме имале со Унгарија. Врската со Унгарија е тоа што Орбан го чуваше Никола Груевски. Тоа е врската со Унгарија. И ги поддржува ВМРО ДПМН преку нивните медиуми, стратешките проекти, времето кога беа опозиција. Еве сега се поставува следното прашање. Што ќе се случи со Телекомот на близок човек на Виктор Орбан кај нас? Ќе продолжи ли да функционира, односно ќе продолжи ли да се етаблира тука? Што ќе се случи со стратешките проекти на фирми блиски до Виктор Орбан, кои што гледаме дека сега еден дел од нив бегаат од Унгарија, а се влеземе во нашата енергетска стратегија? Укажувавме и на ова. Што ќе се случи ако излезат некакви детали кои што се сомнение за коруптивни дејства со кредитот? Милиарда и повеќе евра со се камата треба да враќаат граѓаните. Во што не стави? Во што Македонија стави Христијан Мицкоски со тоа? А инаку нема врска идеолошката припадност на една или на друга страна кога станува збор за враќање на слободата на медиумите, како веднаш ги укина фреквенциите на медиумите кои што ширеа лажни вести. Еве, дел и тука има кај нас. Исто да таа ја подгреваат антиевропскиот наратив и политика. Исто да се случува. И како веднаш влезе да ги расчистува криминалните сделки. И тоа го поддржува, така се враќа демократијата во државата. Така и ние ќе направиме. Повторно спомнавте за медиумите, покажавте со раката, каде што одбивате со напад кон медиумите повторно? Гледате, апсолутно мора да направите јасна дистинкција помеѓу слободни независни медиуми кои што реално објективно информираат, какви што се мнозинството. И една телевизија и бројни портали кои што шират пропаганда, лажни вести, кои што ги залажуваат луѓето, ги бомбардираат со информации да луѓето не може да распознаат што е вистина, што не. Тоа е суштината. И што е најтрагично, вие тоа многу добро го знаете. Фала ви.